И оваа година Porsche Македонија не ни го скрати задоволството да се дружиме со адреналинскиот Porsche Roadshow караван, кој со своите 3000 конски сили протатни низ нашата земја. Го предводеа пргавиот 718, следен од две избрани изведби на легендарниот 911. Макан пристигна во своето перформансно издание, представник на новото време беше Panamera и хибрид, а грбот ни го чуваше новиот Каен. Патот не водеше до винаријата Тиквеш, но изборот меѓу малиганите и октаните не ни беше тежок. Секако се одлучивме за задоволството и навраќање да уживаме во можноста техниката од Штутгарт да ни докаже зошто цели 70 години Porsche е тоа што е. А што е Porsche знае и секое дете. Се започна со моделот 356, чија модерна интерпретација е токму 718. Тој во своето Кајман издание најдобро го демонстрираше духовното наследство на својот предок. Мали и агилен, иако со најмалку коњски сили од сите, тој најлесно го доловуваше задоволството во возењето Made in Porsche. Заслуга за тоа имаат и трите букви GTS, кои го прават способен за предизвикување дури и на 911. И навистина, споредбата со жолтиот 911 Carrera S беше неизбежна. Тој пак немаше што да докажува. Се знае дека е брз дури и кога се гледа. Неговите 420 коњи лесно се потеруваат во галоп, кој рамноправно може да го следи единствено неговиот посилен брат. Широко извлечените блатобрани со длабоки отвори за воздух, големиот спойлер и издувната артилерија веднаш издаваат дека се работи за 911 турбо. Во случајот со додавката S, која му носи 580 коњски сили и катапултирање до 100 на час за здиво од земачки 2,9 секунди. Ова е кој знае која поред наша средба со 911 и како и секогаш повторно не воодушеви со своите искрени таленти. Може да се вози и смирено, да се оди со него на пазар или пак да се патува надалеку. Затоа сепак посоодветен беше неговиот модел во колоната хибридната Panamera ST. Незината еколошка и динамично настроена погонска група на сите 4 тркала на располагање им става вкупно 680 коњски сили. Електромоторот само глатко ја движи луксузната лимузина до автопатски брзини, овозможувајќи да помине 50 на еколошки километри. После тоа на сцена стапува 4-литарскиот турбо агрегат. Иако тежи 2,3 тони заедно со двата мотора, ќе ја забрзаат до 100 км на час за 3,4 секунди. Вистински спортист беше и компактниот Макан. Го пробавме во неговата турбо перформанс верзија која испорачува здрави 440 коњски сили, доволни за 270 км на час. Со истиот број коњи, поголемиот Cayenne S од новата генерација беше најбавен во Porsche Roadshow конвојот, но секако е меѓу најпредставителните во успешната 70 годишна приказна на Porsche, која есенва ни ја раскажаа 6 избрани негови представници, вредни околу 1.000.000 евра.